Добро вечер. Ве поздравувам на почетокот на новото магазинско издание на 360 степени. What kind of guarantees we have? It's clear. What is agreed is agreed. We have nothing more to agree. Првична анализа на посетата на председателот на Европскиот совет на Скопје. Позициите беа прилично далечни во однос на тоа што го чувме денеска. Колку напливот на фотоволтаични централи е ризик да останеме без струја како Шпанија и Португалија. Немаме ние толку многу обновливи како во Шпанија и Португалија за да имаме целосен колапс или блекаут. Ни требаат инвестиции. И додека се чекаат првите пронаталитетски политики, на сега веќе и не толку новата влада. Македонски научник одбрани докторат на Оксфорд на оваа тема. Кога го резимирам практично моето докторско истражување, често ми делува како да сум потрошил 4,5 години проучувајќи тема која што не нуди едноставни решенија. Ова беше генералната најава во продолжение сториите. Прво, што донесе посетата на Антонио Кошта, председател на Европскиот совет, телото во кое седат земјите членки и кое ги носи главните одлуки на Европската унија. Одговорајќи на прашањето дали ЕУ има механизми со кои може да и даде гаранции на земјава дека пристапниот процес кон унијата нема да биде предодреден од прашања поврзани со идентитетот и историјата на етничките македонци, Кошта порача. Тоа што е договорено во 2022 е договорено и треба да се исполни. Нема простор за нови барања, алудирајќи на барања што би дошле од бугарска страна. Премиерот Христијан Мицкоски пак порача дека никогаш нема да прифати нашата европска интеграција да се темели на билатерално прашање и дека не може да им каже на македонските граѓани дека ќе биде променет уставот во услови кога Бугарија не ги спроведува пресудите за македонците од Страсбур и го негира македонскиот јазик. Владимир Мирчевски за средбата Мицкоски Кошта која траеше повеќе од 1 час подолго од предвиденото. Со насмевка Антонио Кошта ја започна првата посета на Скопје по преземањето на должноста председател на Европскиот совет. Немаше толку насмевки по завршувањето на средбата со премиерот Христијан Мицкоски која се одолжи повеќе од 1 час од предвиденото. Прво дозволете ми да се извинам за доцнењето. Стануваше збор за навистина обсежна и пријателска средба помеѓу председателот на владата Христијан Мицкоски и председателот на Европскиот совет господинот Антонио Кошта. Прв се обрати Кошта зборувајќи за како што ја нарече екстензивната, но многу конструктивна средба. Кажа дека проширувањето е заедничка цел и геостратешка инвестиција за мирот и стабилноста. Го пофали напредокот во реформската агенда, повика на искористување на шансата за заокружување на стратешките инвестиции како што се коридорите 8 и 10 и го повика премиерот да вложи напори за деблокада на натамошниот прогрес, мислејќи на ситуацијата со Бугарија. You need to stay the course. The accession process is more a marathon than a sprint. It is a demanding, it can be frustrating at times, like it has been for all the previous candidates. But all of them achieved, and certainly we will achieve. But with your determination, hard work and cooperation, we will make it all the way bypassing hurdles. Домаќинот, зборувајќи за еднината на Македонија во европското семејство, се реферираше на настапот на Кошта во делот за фрустрациите. Факт е дека тој пат годеа и другите народи, кои што се сега дел од европското семејство, но граѓаните на оваа, една од најмалобројните земји во срцето на Балканот и во Европа, годеа и годат најтешкиот пат, ако можеме да кажеме дека годат, бидејќи се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 20 години. Се надевам дека во периодот кој што следи, заеднички, ќе го одблокираме овој процес достоинствено, бидејќи една од суштинските европски вредности е токму достоинството. И достоинствени ќе бидеме дел од европското семејство. 360 степени ги праша Кошта и Мицкоски за тоа дали и како може да се дојде до решение на ситуацијата која како прв следен чекор предвидува уставни амандмани за внесување на бугарската заедница. Mr. Costa, government in Skopje here is insisting from EU side on some sort, I would say, guarantees
that issues that consider the identity and the history of the ethnic Macedonians will not affect or will not determine EU accession process of the country. Are there any guarantees or such in place or some kind of mechanisms that can give those guarantees? And as a whole, how do you see, let's say, where do you see the way out or the way forward for the country in EU terms? When you ask what kind of guarantees we have, it's clear. What is agreed is agreed. We have nothing more to agree. And now we need to deliver what we have agreed, and there are no more room to ask, nothing more to agree. За вас, премиере, би сакал да ве прашам, подолг период зборувавте дека немате соодветен соговорник од Бугарија, бидејќи таму имаше техничка влада. Меѓутоа, веќе подолг период во Бугарија имаме политичка влада и досега на ниво на влади, потенцирам на ниво на влади, имало само средба на министри во однос на ЕУ прашања. Зошто не побарате средба со бугарскиот премиер, на која што би ги објасниле, или можеби би го убедиле бугарскиот премиер во вашите аргументи? Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. Никој кај нас нема проблем да, како дел од преамбулата, ги вметне, да речеме, хрватите, црногорците, словенците и останатите. Затоа што имаме принципиелен однос со тие држави. Дури ни португалците, ни шпанците, ни французите, немаме ние таков проблем. Не сме ние таква влада, нити такви граѓани, нити пак таков народ. Но да, имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. А јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност му ја пренесов на председателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба, за да дојдеме до заедничко решение, како и двете страни да испорачаат. Кошта беше појасен во одговорот на второто прашање за тоа дали Европската Унија има план Б, ако не се успее со договореното во 2022-та. Председателот на Европскиот совет инсистираше на ставот дека нема простор за нови барања од Бугарија во текот на пристапниот процес. We should not undermine the plan A. And we need to focus on delivering the plan A. As what I said, we know what are the Copenhagen criteria. We know what are the previous decisions from the European Council. We know what was agreed in 2022. We must deliver on this. And I understand perfectly when the Prime Minister said, we have changed already our flag, the name of our country. We changed already once the Constitution. And now it's necessary to be ensured that nobody comes to ask us more things that it was previously agreed. And I fully agree with him. What is agreed is agreed. Now we need to deliver on this point. We don't need plan B. We just need to deliver on plan A. As is our focus, is my focus, for sure is the focus of Prime Minister Mikoski. Премиерот пак според одговорот што го даде е подготвен да разговара за се ако има поместување кај Бугарија во спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права и јасен став на Европската Унија за македонскиот идентитет и јазик. Јас сум на истиот став, дека евроинтегративниот процес треба да се темели на вредности, не на билатерални прашања. За жал, претходната влада прифати такво билатерално прашање да биде дел од нашата европска еднина. Јас тоа не можам да го прифатам. И нема никогаш да го прифатам и ќе се борам колку можам и додека можам. Да најдеме начин да излеземе од овој процес во кој што сме сега. Јас не можам да излезам и немам совест да излезам пред македонските граѓани и да им кажам дека ќе биде променет уставот, а при тоа да заборавам дека најмалку 14 пресуди од Страсбур има за македонците од другата страна на границата, кои што Бугарија игнорира да ги примени.
Не можам никогаш да се сложам на било што поврзано со промена на уставот, ако знам дека една земја членка на Европската унија се уште го доведува под прашање мојот мајчин македонски јазик и мојот македонски идентитет. Кога ќе имаме јасна позиција и од страна на Европската унија и од страна на сите земји членки околу многовековниот македонски идентитет, јазик и околу вистинската желба да бидеме дел во европското семејство, но и почитување на европските институции како што е Европскиот суд за човекови права, тогаш јас сум тука подготвен да разговарам во секое време за се. Се надевам дека Настапот на Кошта и Мицкоски го следеше првиот човек на Институтот за европски политики, домашна think tank организација која се фокусира на прашања поврзани со Европската унија. Позициите на двајцата останаа многу далечни, велика царска за 360 степени. Председателот Кошта почна со позитивните пораки, усогласеноста со заедничката безбедносна и надворешна политика со ЕУ, чекорите кои што беа направени од страна на Северна Македонија за реформската агенда, меѓутоа јасно беше дека ќе се осврне пред се на тоа дека ние треба да ги испорачаме нашите обврски во однос на почетокот на преговорите. Како што видовме во дискусијата која што се отвори понатаму, дел од новинарите, вашите колеги, покренаа прашање дали за нас треба план Б, опција како што беше спомената потенцијално за членството на Украина од страна на Калас. Тоа што председателот Кошта стоеше на ставот дека опцијата А, односно интерпретирајќи како членство е единственото нешто на кое што би работеле во овој момент, е охрабрувачки, меѓутоа ја префрла одговорноста и тука, каде што и веќе е долго време, во однос на тоа дека треба да се направи јасен исчекор во контекст на самото членство. А одговорите ли позициите на премиерот Мицкоски во однос на планот кој што според Кошта предвидува исполнување на обврските од 2022 година? Премиерот Мицкоски беше доста остар во одговорите, позициите веќе сме ги чуле, тие се споделени и со државите членки и веројатно веќе е време во кое што би требало ние да излеземе со јасен план како ќе испорачаме во однос на овие исти европски обврски кои што ги споменав. За жал, мислам дека не сме подалеку од таа точка. Во одреден период дискутиравме за одложеното дејство на уставните измени, меѓутоа мислам дека тука очигледно е дека немаме вроден плод. Воедно, веројатно и во однос на вклучувањето на бугарската заедница во уставот, дел од споредбите кои што беа направени со останатите, нема да ни користат долгорочно. Дали мислите дека кога ги гледаме или ако ги анализираме настапите на едниот и на другиот, има место, има простор за маневрирање, каде би можело да се бара решение? Премиерот не беше јасен во одговорот на прашањето дали би иницирал или би одел на средба во Бугарија со бугарскиот премиер, меѓутоа остави можноста за преговори во Брисел. Позициите беа прилично далечни во однос на тоа што го чувме денеска. Работата со Бугарија, односно дали е тоа одењето во Софија или доаѓањето на бугарски представник тука, мислам дека секако треба да не биде повеќе приоритет од тоа што е случај во моментот. Да, премиерот стави фокус на Брисел, не беше јасен за Софија, меѓутоа тука веројатно е просторот каде што оваа влада е веројатно и многу пред нив, меѓутоа во моментот е оваа влада, треба да работи многу повеќе на опоравување на односите со Бугарија, сега кога веќе, како што и сам споменавте, на пресот има влада, немаме избор да не одиме, односно да не креираме поголеми врски од она што беше споменато само средбата Радев-Силјановска. Почувствувате ли дали има разбирање од страна председателот на Советот на Европската унија за чувствителноста на ова прашање за домашната јавност во однос на релациите со Бугарија, бидејќи тој спомена дека бил патот на Северна Македонија фрустрирачки? Видете, секако имаше одредена доза на разбирање и сочувствување, веројатно и како одговор на изјавата на премиерот. Меѓутоа, мислам дека тука беше многу јасно дека тоа што е договорено во 2022 година, без разлика што е договорено од страна на претходната влада, треба да биде испочитувано. Што може да се очекува во наредниот период? Во принцип, мислам дека фокусот поради локалните избори и поради недостаток на притисок кој што се чувствува во однос на европската интеграција, не гледам дека ние во однос на ова прашање би можеле да направиме исчекор. Владата
очекувам дека дел од нив би било добро за сите нас ако се фокусираат на обврските од реформската агенда, бидејќи тоа беше споменато од страна на претседателот Кошта. Таму се обврски за кои што државата ќе добие средства по нивното исполнување и веројатно тоа е алатката која што може на нашата држава да ја помогне да покажеме дека се уште сме на тој европски пат кој што беше неколку пати во различни форми споменат денеска. На различни позиции за време на пресконференцијата, но срдечни по неа. Антонио Кошта и Христијан Мицкоски од Скопје со заеднички лет заминаа за Тирана, каде утре ќе учествуваат на 6-тиот самит на Европската политичка заедница. Се кажа, но и не се објасни детално. Зошто првпат во земјава за време на великденските празници се случи исклучување на фотонапонски централи од електроенергетскиот систем. Во упатените кругови прашањето дополнително доби на релевантност откако една недела подоцна Шпанија и Португалија останаа без електрична енергија, бидејќи им падна системот. Галина Николовска-Ризвановиќ трагаше по одговорот дали и на земјава и се заканува такво сценарио, пред се поради наглиот раст на производство на струја од фотоволтаици. We start with breaking news. A massive power outage has hit Spain and Portugal, including their capitals, affecting millions of people. Trains stopped, planes were grounded, and there was chaos on the roads as traffic lights failed. Internet and mobile phone networks are down. Шпањолски оператор електроенергетски мрежи приопчува да би обнова напајања могла трајати сати. Колапсот на електроенергетскиот систем што се случи во Шпанија и Португалија на 28 април го вклучи алармот и во земјава. Причина се сомневањата дека испадот е поради наплив на неискористена енергија од фотоволтаични централи, што го исфрлило системот од баланс. А што значи баланс на електроенергетски систем? Тоа е состојба во која се изедначени моменталното производство на електрична енергија и моменталната потрошувачка во еден систем. Ако нагло се зголеми или намали производството, или ако нагло се зголеми или намали потрошувачката, се случува испад. Балансирањето е полесно ако струјата доаѓа пред се од електроцентралите на нуклеарно гориво или јаглен, бидејќи тоа производство лесно се планира. Но предизвик се фотоволтаичните централи, каде еден облак прави огромна разлика колку струја влегува во системот. Првпат во својата историја, и тоа десетина дена пред колапсот на Иберискиот полуостров, Македонија исклучи неколку фотонапонски централи. Правиме максимални напори да го стабилизираме системот и да немаме никакви проблеми во целата мрежа. Одлуката за превентивни мерки, односно МЕПСО да може да исклучува централи, важи до октомври, но од власта се децидни. Кај нас речиси и да нема шанси за пад на системот. Се надеваме, значи не можеме 100%, меѓутоа на 90% може да ви кажам дека со сигурност нема да има блекаут како во Шпанија и во Португалија. Фактот што земјава веќе почна со исклучување централи сепак го отвора прашањето. Уште колкав простор за обновливи извори на енергија има во земјава? Дали е веќе предизвик да се балансираат? Првите објаснувања ги добивме во операторот МЕПСО, кој е задолжен за пренос на електричната енергија и контрола на електроенергетскиот систем во земјава. Таму во посебна просторија е сместен така наречениот Национален диспечерски центар, од каде се следи и управува со преносот на струја. Под постојан надзор се сите далноводи, трафостаници, хидроцентрали, термоцентрали. Ова е стратешко место, оперативни водители на смена си има. Постојано се работи во реално време и сите случувања, и сите ситуации, и сите исклучувања, манипулации, и сите настани што се случуваат во електропреносната мрежа се координирани од оваа сала. Една од главните задачи на МЕПСО е да прави баланс во системот на произведената и потрошената електрична енергија. За Великден, вели Шахпаски, дошло до нарушување на балансот, поради што неопходно било активирање на превентивните мерки. Мерката се применуваше 3 дена, 18, 20 и 21 април 2025 година, а максималното саатно исклучување е 150 мегавати, тоа се случи на 21, кога покрај производителите на електрична енергија од обновливи извори на преносна мрежа беше побарано и од операторот на дистрибутивна мрежа да исклучи. Вкупното намалено производство за 3 дена изнесе 1520 мегават часа.
Тоа беше нешто неминовно кое што моравме да го направиме, да го побараме со цел да се зачува стабилноста на системот. Оваа мерка не е ништо ново, ова се применува во доста соседни европски систем оператори. Мерката се применува поради се поголемиот број извори на така наречена зелена електрична енергија. Според годишниот извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси, минатата година биле изградени и пуштени во употреба 349 нови електроцентрали кои работат со обновливи извори на енергија. Ако се земе во предвид инсталираната моќност на сите електрани во земјава, на обновливите извори на енергија отпаѓаат 55,72%, пошто следат термоелектраните со 34,65% и остатокот од 9,63% е на тето. Сами фотоволтаичните централи учествуваат со 28,4% во вкупната инсталирана моќност, што е повеќе од инсталираната моќност на хидроелектраните од 19,67% и помалку само од инсталираната моќност на термоелектраните, која сочинува 34,65%. Кога е во прашање производството, 41,03% отпаѓа на обновливите извори, 38,43% на термоелектраните, а останатите 20,54% се на гасната централа Тето. Па во регулатор напрашавме, дали инвестицискиот бум во обновливи извори на енергија полека ја достигнува границата на издржливост на електроенергетскиот систем. Според председателот на Регулаторната комисија Марко Бислимовски, одговорот е не, имајќи предвид инсталираната моќност на досега изградените фотоволтаици од околу 850 мегавати. Во Македонија може во делот на фотоволтаици да бидат некаде околу 1500 мегавати. Со оваа состојба на мрежата како што е денес, значи без батерии, без изградени нови гасни електрани, без чебра, значи толку може да издржи македонскиот електропреносен систем во однос пред се на балансирањето, како капацитет може и повеќе. Од тие причини за време на великденските празници, не само ние, туку и другите преносни систем оператори, во Грција конкретно, им беше наложено во одредени делови од денот фотоволтаиците да не произведуваат електрична енергија, поради тоа што ќе бидат казнати. Сепак, вели Бислимовски, фотоволтаиците носат и сериозен предизвик за секој преносен систем оператор. Од тие причини ни требаат инвестиции. Пред се, во најкраток рок може да се изградат батерии, кои што ќе релаксираат таа ситуација, бидејќи ќе ги натераат фотоволтаиците во периодите кога е најкритично, тоа е негде од 10-11 до 14-15-16 часот, таа електрична енергија да не ја даваат на мрежа, туку да ја складираат во своите батерии. Проценките дека македонскиот преносен систем може да поднесе уште толку енергија од фотоволтаици колку што има инсталирано досега, не е единствената причина поради која нашите соговорници тврдат дека е малку возможно да ни се случи тоа што се случи на Шпанија и Португалија. Фактор е, велат, географската поставеност на земјава. Шпанија и Португалија е специфичен случај, поради тоа што се дел од Иберискиот полуостров и имаат лоши интерконекции, особено Франција, особено Шпанија има интерконекции поврзано со францискиот систем, но тие интерконекции се со мал капацитет. И имајќи во предвид големиот број на фотоволтаици кои што се направија, исто така беа исклучени нуклеарни електрани, очигледно резервата која што ја обезбедуваат во најголем дел и најбрзо ја обезбедуваат хидроелектраните и гасните електрани, не го дала соодветниот резултат и поради тоа имаше испад. И од Министерството за енергетика велат дека системот е добро вмрежен со регионот, со кој се дискутираат мерките што се препорачуваат на меѓународно ниво. Минатата година, например, се случи неколку сати, тоа во месецот јуни, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора стана неколку сати без електрична
енергија. Сето тоа се дискутира на ниво на диспечинг центрите локално, регионално и потоа на ниво на Европа. Како што кажав, со ЕНЦО имаме сериозна соработка, ќе дојдат и кај нас и правиме технички параметри се имплементираат за да нема никаква опасност за ова да се случи. И кај нас немаме ние толку многу обновливи како во Шпанија и Португалија за да имаме целосен колапс или блекаут. Сепак, додава Божиновска, веќе се размислува каде да се постави границата кога се во прашање обновливите извори. Во последните 3 години е многу зголемен бројот на фотоволтаични централи, затоа со новиот закон ние тоа ќе го доуредиме, односно ќе имаме план што ќе се гради и колку ќе се гради. Исто така тука правиме и проекција за 10 години во МЕПСО, значи во мрежата, бидејќи за сите тие обновливи извори на енергија е потребно да имаат каде да се приклучат. Ние веќе започнавме со еден грант во Милетково, значи ја зајакнуваме мрежата на МЕПСО и сега ќе направиме план да видиме каде ни се потребни додатни инвестиции во инфраструктурата и во мрежата. Исто така и со Албанија ќе имаме нов далековод ќе се започне, што значи веќе работиме интензивно на подобрување на нашата мрежа. Електропреносните системи на сите земји во Европа се поврзани како крвоток. Ако има испад на едно место, голема е веројатноста тоа да се пренесе во соседството. Мерките и инвестициите во инфраструктурата би требало да значат одржлив баланс меѓу еколошките цели и сигурното снабдување со енергија. Продолжуваме. Една од мерките за зголемување на наталитетот што ја вовела Јужна Кореја е породилното отсуство да го користи и мажот, за ако сака жената порано да и се врати на кариерата. Но наместо да стимулира повеќе деца, мерката имала контраефект. Овој пример е само мал сегмент од докторскиот труд што на престижниот универзитет Оксфорд неодамна го одбрани нашиот Кристијан Фидановски. Генерално на поставената теза дали пронаталитетските политики навистина го зголемуваат наталитетот, тој доаѓа до одговорот да, но во ограничени рамки. Владко Чавовски зборуваше со него со фокус на заклучоците релевантни за регионот и за земјава. Кога родилиштата ке стивнат, беше насловот на анализата што ја објавивме пред околу 4 месеци, а која покажа дека во 2010-та во земјава се родиле 24.296 деца, за до 2023-та бројот да падне за дори 31,1%, односно на 16.737 деца. Клучниот фактор кој што влијае на овој пад на бројот на раѓањата е иселувањето. Националниот координатор за демографија, млади и човечки капитал, Владко Ѓорчев, тогаш кажа, владата размислува да го стимулира наталитетот. Во ниту една држава на светот нема една мерка и да се рече ете тоа успеало. Значи секогаш се работи за комбинација од мерки и тоа ќе го примениме во Македонија. И додека се чекаат првите пронаталитетски политики, на сега веќе и не толку новата влада. Македонски научник одбрани докторат на Оксфорд на оваа тема. Кристијан Фидановски го истражувал односот меѓу субвенциите и другите мерки за стимулирање на наталитетот и резултатот од нив на светско ниво. Значи не е нужно целосно нов феномен, но нивото на кое што е опаднат наталитетот денеска и особено брзината со која што тоа опаѓање се случува, а тоа има многу, последниот дел со брзината има значајни социоекономски последици, е без преседан. Сега во однос на политиките, значи кога го резимирам практично моето докторско истражување, често ми делува како да сум потрошил 4,5 години проучувајќи тема која што не нуди едноставни решенија и заклучоци. Меѓутоа, како што спомна и ти, може барем да се забавува овој тренд на намалување на наталитетот. На ниво на Европа, каде се наоѓа и Балканот, Фидановски разликува пронаталитетски политики по идеолошка основа. Едните се скандинавските модели кои се попрогресивни. Во групата по-конзервативни или десничарски ги става пронаталитетските политики кои се повеќе типични за дел од Источна Европа и Балканот. Унгарија, Полска, Србија, Македонија во минатото, сите овие држави, значи имаше многу сличности помеѓу нивните пронаталитетски политики. Значи Србија стимулира деца од прво па нагоре, но најмногу пари одвојува за трети и четврти деца. Во Полска малку порамномерно, во Унгарија има еден многу интересен момент, исклучително политички момент воедно, а тоа е дека сумата расте како што
имате деца, значи од меѓу второ и трето е најголем растет. За потоа наеднаш да опадне, значи за четврто дете потоа по глава на дете вие добивате веќе пропорционално помалку пари, што потоа поставува прашање па зошто државата не ќе семејства со 4 деца. Дали можеби тоа така бидејќи семејства од одредени етнички позадини, значи малцинства, почесто имаат поголеми фамилии. Можеби државата има селективно пронаталитетски политики. Сака некои семејства да имаат многу деца, некои други не. И вториот момент кој што им е заеднички на овие политики во однос на дизајнот е тајмингот. Значи дали сумата е таа што е вкупно, но дали ќе давате поголеми средства во фаза на рано детство, можеби веднаш по раѓањето како некој бонус, или ќе ги давате на месечно ниво, ама у првите неколку години ќе вложувате повеќе отколку што ќе се дава за 9 годишни, 12 годишни деца и така натаму и така натаму. И тој момент го имате, значи во Источна Европа повеќе се дава акцент на пораното детство, бидејќи се претпоставува дека така позитивен ефект ќе се изврши врз родителите кои ќе можат да очекуваат дека порано би ги добиле средствата. Мојата анализа покажува дека тоа вродува со плод, ама тоа додава уште некој само 10% плюс. Во неодамнешно интервју за 360 степени, националниот координатор за демографија, млади и човечки капитал, кажа дека владата размислува за воведување нови мерки за стимулирање на наталитетот, покрај еднократните додатоци, што некои општини ги доделуваат за секое новороденче. Работиме и во делот на даноците на платите, во делот на домување, особено на младите, во делот на градинки, во делот исто така на корпусот на прашања поврзани со неплодноста инвитро, оплодувањето, значи се работи за комбинација од мерки. Во ниту една држава на светот нема една мерка и да се рече ете тоа успеало, значи секогаш се работи за комбинација од мерки и тоа ќе го примениме во Македонија. Дека треба да се прави од се по нешто е ставот и на Фидановски. Во Македонија, значи, ние имавме претходната влада, имаше една политика на зголемени социјални трансфери, како што знаеме за деца, и тука бевме меѓу водечките држави во Европа, и сепак истовремено претходната влада не сакаше да тие велеа трето дете беше од другата политичка опција, ние сега сакаме се фокусираме на социјалното, а не на пронаталитетското. Јас повторно би апелирал овие две цели практично да се доживуваат како цели кои треба да одат рака под рака. И се нормално во периодот во јавниот дискурс овој период во Македонија гледаме нели оние разговори за потрошувачката кошница, видов дека имаше некој обид да се дефинира таа наспрема потребите на семејство со едно дете, што е без преседано во Европа, секогаш се дефинира наспрема семејство со две деца, бидејќи се уште тоа е најчестото семејство. За држава која што сака да стимулира наталитет, тоа делува малку контрадикторно. Тука влегува и одбивањето да се зголемува минималната плата и така натаму, значи повторно би акцентирал дека овие социјални моменти и демографските тука навистина одат рака под рака. А дека има логика да се говори за, па и да се стимулираат повеќе деца, покажале други податоци од истражувањето на Фидановски. Например, дека на ниво на Европа луѓето посакуваат повеќе деца отколку што имаат. Не знаев претходно дека во Европа преференциите, значи колку деца луѓе сакаат да имаат, се значително повисоки за едно цело дете во просек во однос на исходите. Значи 2,5 во просек, а 1,5 како што реков во Европска унија во реалност. Така што прашањето е што можеме да направиме во однос на политики за да помогнеме да се намали овој јас помеѓу желбите и демографската реалност. Кога е во прашање земјава, проблемот е дополнително усложнет. Причината, според поранешниот директор на Државниот завод за статистика, е иселувањето на населението во репродуктивна возраст во услови на ионака низок фертилитет. Стапата на фертилитет е број на живородени деца, просечен број на живородени деца, според бројот на жени на фертилна возраст од 15 до 49 години, оние кои што можат физички да раѓаат. И овие стапки, ако ги погледате од 2004 нааму, се речиси исти, односно се движат некаде 1,5 деца по жена на фертилна возраст, а стапката која што обезбедува проста репродукција на населението е 2,1. Значи, ние не можеме со овие стапки да имаме проста репродукција на населението. Истражувањето на Фидановски заклучува дека секако ќе паѓа населението во земјава, што ги прави демографските политики клучно прашање за државата.
И тука влегува значи наталитетот, како што реков, како една од овие неколку мерки, заедно со пензиските реформи, заедно со имиграцијата, заедно со автоматизацијата, кои што може да ги амортизираат негативните последици што овие демографски трендови ги имаат во однос на работната сила. Значи, работната сила се уште останува главниот детерминант на тоа колку вие може да создавате како едно општество и да растете како држава и како економија. Помалку луѓе, помалку работници, ако се друго третираме како константно, ќе имаат негативни социоекономски последици. Што има преземено актуелната влада по демографските и прашањата за наталитетот? Ја прашавме извршната власт, имајќи го во предвид и документот оставен во наследство од претходниот владин состав, наречен Национална демографска стратегија 2025-2035. Од владата ни одговорија дека тоа е недовршена работна верзија и дека подготвуваат стратешки документ за демографија согласно програмата за работа на владата и со Националната развојна стратегија. Во наредниот период ќе се донесе преку инклузивен, координиран и консолидиран пристап на ниво на надлежни министерства за креирање политики во координација и соработка со Генералниот секретаријат и Канцеларијата на председателот на владата во подготовка на стратешките развојни документи, акциски план и координирани секторски оперативни планови, програми во надлежности на министерства и институции, кои се и во корелација со заклучоците на Националната развојна стратегија и стратешките приоритети на владата за справување со демографските предизвици, миграции, особено младинската емиграција, намален наталитет, висок морталитет, кои влијаат на негативниот природен прираст. Меѓуресорска работна група составена од Министерството за социјална политика, демографија и млади, Канцеларијата на премиерот, координаторот Ѓорчев и меѓународни експерти во месец мај имаат закажано работилница од која се очекуваат повидливи елементи за следните владини политики. Наред се Сречко Поповски и неговата рубрика Саботажа. Тие што очекува од периметарот да ни се појави предприемач во најмала рака со бизнис интуиција, барем до некаде како Елон Маск, сигурно се помалку разочарани. Од сите милиардери, нам ни се погоди да ја добиеме модернизираната варијанта на Паско Кузман. They just excavated a site in, this, I guess, close to Bitola right now that connects to Alexander the Great's grandmother. I know a lot of Macedonians, and I know a lot of non-Macedonians that are very interested in helping with that. So I'm looking forward to pooling some money together and putting shovels in the ground and start seeing what's under the ground over here. I think that's important. Може би не сме чуле за тоа што е под пелагониското тло и може би е навистина важно, ама од тоа што се гледа, проблемот веќе не ни е скриен длабоко под површината. Туку почнува со сиот раскош да излегува од неа. Ова е улицата Бурса, попозната како индустријска во Битола, и може да видите колку добро е асфалтирана. Како изгледа улица асфалтирана само пред 20 дена, замислете. Вака изгледа улица асфалтирана пред само 20 дена. Сепак не бива да не мачат само актуелни проблеми. Тие со нов слој ќе се решат, ама како да се излезе од дупката во која сме пропаднати. Бидејќи е јасно дека без да постои некој што ќе издаде адекватен сертификат, остануваме заглавени во историскиот вакуум. А ние за жал мораме да решаваме работи кои што се случиле пред 10 века, некаде таму во средниот век. Мислам и тоа не би било проблем да го решаваме, но доколку би имало некој жив да посведочи што се случило. Но и при живи сведоци си имаме потешкоти со податоците, и тоа не од кога било, туку дури и од блиското минато. Мислата е една и коректна, ама датумите се малку промашени. Ние 2005 година заедно со Хрватска станавме земји кандидати за членство во Европската унија. Заедно со Хрватска го добивме првиот позитивен извештај од страна на Европската комисија за почеток на преговорите
Хрватска една година понапред за првата фаза, а преговорите ги почнува неколку месеци пред Македонија да го добие кандидатскиот статус. И може би е во ред. Ваков фал да прават од ВМРО, а ме изненадува кога тотална утка им се случува на челниците од партијата, на тие што биле власт, кога кандидатскиот статус е добиен. Македонија беше држава која што прва ја подпиша спогодбата за стабилизација и асоциација. Македонија од регионот, зборувам од државите во Западен Балкан, дури пред Хрватска во тоа време. Македонија беше држава која што го доби кандидатскиот статус пред Хрватска во 2009 година. И на крајот, разликата е 4 години, единствено точно е само дека Хрватска не претрка и тоа одамна. Ама супер е тоа што 3 копја пред нас се сега и нашите први комшии. Се нам дека ако и на западот ни доаѓа Европа како што ни дојде на исток и на југ, мислам дека по-сериозно кај нас ја размислуваме да побрзо наоѓаме некои решение. Има ли нешто понесериозно од фактот дека Албанија и Црна Гора ќе бидат нашиот мотор кој ќе не влече кон Европската унија? Веројатно ќе има, ако не заминат и Косово и Босна. Се одјавуваме за вечерва, траевме малку пократко поради други програмски обврски на јавниот сервис. Ке се видиме повторно в понеделник во 20:15 со ново дебатно издание на емисијата. Пријатно!